Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Y Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Нека ни е среќна. Нека ни е многу успешна, нека ни е многу релаксирана и прекрасна годинава која туку-што почнавме да ја трошиме 2019. Денеска на овој прекрасен Бадников ден во очи на Христовото раѓање. Ние сме во живо во студиото на Еден ТВ заедно со прекрасни гости кои што верувам дека многу ќе ве израдуваат и дури ќе ве натераат спонтано да ги оставите сармите, гравчето, рибата, лепчето, само гледате да не загори лепчето, тоа не сме да се случи, бидејќи таму е паричката која треба некому да му донесе среќа и ќе се обидеме и ова неделно попладне или вашата омилена веќе недела во 3 да ја направиме поинаква, посебна и нешто што ќе ви го разубави овој прекрасен неделен ден. Да ги поздравам моите гости, да ви се заблагодарам за овој прекрасен музички подарок кој го приредивме вовет на нашите гледачи. Си ја честитавме новата година и ќе си посакаме ние до крајот на емисијата уште многу убави желби, додека во многу домови сега се на трпезата луѓето, и малите и да и големите, додека помладите секогаш одат кај постарите и додека се споделуваат најубавите желби, поздрави, честитки, додека сите се молиме за мир во светот, за љубов за сите луѓе, за здравје за болните и за се она што си посакавме и што допрва ќе си посакуваме, бидејќи празничните денови во јануари се уште траат. А нашето дуо Джулија Акустик ќе не поздрави со една музичка numera, бидејќи без нив, без музика нема живот.
Monday morning, pa-pa-pa, Monday morning, pa-pa. Monday morning, pa-pa-pa, Monday morning, pa-pa. Monday morning, Monday morning. Baby, I still need you, but if you say I'll leave you, 'cause I gotta get away. But if I ever see you, my heart is gonna bleed, but I'm leaving it away. My darling baby, this is a warning. Say that I'm leaving on Monday morning. You've got no answer, no use in calling, because I'm leaving on Monday morning. Monday morning, pa-pa-pa, Monday morning, pa-pa. Monday morning, pa-pa. Monday morning, pa-pa. Monday morning, pa-pa-pa. Monday morning, pa-pa. Monday morning, Monday morning, Monday morning, Monday morning, Monday morning, not on Tuesday, baby. Monday morning, Monday morning, Monday morning, not on Tuesday, baby. Ете, се е поинаку кога ќе стартуваме со малку повеќе музика, а денеска ќе имаме музика и тоа ќе се обидеме вака да бидеме креативни, да бидеме инвентивни и апансас да ве изненадиме со нешто музичко од седење, бидејќи имам среќа да ги имам најдобрите од вкупно 10 најдобрите 3 грла во нашава земја. Добре ми дојдовте. Ај ќе почнем вака од соред. Баже Груевски, Лидија Кочовска и Ѓоко Таневски. Многу ми е мило и многу се радувам што сме денеска на Бадник во домовите на многу луѓе ширум светот, не само во Македонија, бидејќи нашите истражувања во целиот овој еден месец колку постоиме, велат дека не гледаат во целиот свет. Браво. Дали ја може? Браво. Можно е. Што не кажа да се дотераме малце? Може би малку повеќе. Не вака како пара според Многу сте ми убави, многу сте ми убави, иако сите зафативме темни бои денеска, но не беше договорено, ништо не беше наистина договорено. Малку е тмурно надвор. Не, денот е прекрасен, не знам дали се уште Време врне се снег. Денот е убаво. Снег врне, убаво, лепота. Да си правиме секој му јаве два кај. Не, секој со секого не. Имаме ние и гледачи кои што ќе ни се вклучуваат и можеби ќе ги налутиме ако многу вака му обетиме секој со секого. Значи темата за денеска која што ја искреиравме, ја одбравме денеска да бидеме интересни за вас е зошто жените една иста работа ја доживуваат на еден начин, а мажите на сосема друг начин. Баже? Тешка тема, тешки прашања, но верувам дека ќе се снајдете. Ќе се снајдете. А телефонските линии се отворени за нашите гледачи. Најде прво да го чуеме мислењето на моите гости, а подоцна ќе ве вклучиме и вас. Дали навистина понекогаш мажите и жените зборуваат на два различни јазици, како да ништо не се разбираат? Дали понекогаш на мажите и жените имаме чувство како да ни е потребен тумач или посредник да дојде и да не Или да е воведе. тумач меѓу мажот и Да жената. е тумач. И тоа се случува, да дојде Како тумач. смислено На убаво времето звучи. имаше една книга, нели, дека се мажите и жените од две различни планети. Од како Уште постои таа, Марс и од уште се Венера. продава на Џон Греј, да. Да. И мислам дека е некоја добра дефиниција таа. Мажите и жените се доста различни во умот. Да, ние во една од епизодите тоа и научно го потврдивме тука споделувајќи една научна теза дека кога комуницираме, се наоѓаме некаде на средина. Тие имаат една интерпретација, ние имаме друга интерпретација, на која ќе се состават тие две и некаде се наоѓаат во некои точки. до што е, И до затоа химијата интересен или до животот. физиката?
Или до биологијата. Затоа е интересен животот. Па, така се скроени различни. Жените и мажите се различен крој. Секој живее, едната група и другата живеат во своји филмови. Сега има и Ако некои му ја нови земиш групи. мерката добро на Се кројот, јавуваат и некои Да. трансцендентални групи. Како се вика тие транс... Джендери. Па, транс групи. Трансфер групи. што е битно е да има љубов помеѓу луѓето, тоа е најбитно. некоја средина. Инаку, мажите и жените дефинитивно имаат различна перцепција на нештата што се случуваат. Секој од својот агол си го гледа животот и околината. Лида, што мислиш ти наистово? Мислам дека не мора да значи тоа. Баш така. Затоа што ми се случило мене не мора да значи дали сум во релација, дали е маж, дали е дечко, дали е пријател. Дали сте во врска или не сте другар. во врска? Така е. Може и додека молчам, исто да размислувам. Значи, не мислам дека сме може да има многу големо НЗС меѓу машко и женско. А може да биде и небо земја. Значи, се зависи од луѓето, како ќе видиш. Така. Инаку светот жените го водат, тоа е многу повеќе од јасно сега, тоа треба да си го признаете и вие двајци сите Жените машки, се влада во сенка. цела машка популација присутна во студио барем. Ние сме Вие сте... Некои жени велат дека вие петли. сте... Како знаеш, зашо служат петлите? Не сте. Вака. Јас мислам дека нема некоја голема разлика и помеѓу мажи и жени. Ја знам дека има некоја статистичко медицинска некоја работа што вика на жените во моментот може да му работат 5 хормони, а на мажите секојаш еден. Така. Така да кај жените се менјава расположение вака, кај мажите ние знаеме малце повеќе да држиме, ама пак ќе кажем индивидуално е, така да не знам, има и жени машки. Но, Така, мене прашањето има ми е и следно. Мажи женски. Мажи, така женски, значи не мислам дека не е Нема баш правило, тоа Да. правилото дека жените размислуваат поинаку. Така, од мажи. читав деновиве некои студии, некои анализи, некои истражувања на одредени психотерапевти, психолози кои се бавеле со оваа проблематика, зашто понекогаш доаѓаат толку големи недоразбирања помеѓу мажите и жените, што дури доаѓаат до развод, а без никаква причина конкретна. Но тоа е само заради тоа што за една сосема банална иста работа, мажите гледаат сосема поинаку, жените сосема поинаку. Пример, вистина. ако мажот многу Има, често... ама има и меѓу две жени што гледаат исто така Верувам, сосема различно. верувам. Така е. Пример, ако мажот многу често и се јавува на жената на телефон, жената нема да помисли дека ја контролира, ќе си помисли дека тој многу ја сака и не може да живее без неа, затоа и се јавува. А ако е обратно, ако Ке мислите дека игнорира? тој не ја Не. тогаш ќе Ако мисли се дека јавува се жената јавува. кај мажот, дека дека го го контролира дека и го така. оптеретува, да. Значи, тотално различни гледишта имаме на нештата. Или пример, не Јас сакам да ми се јавува ностоп, пример. И мене ми импонира да ми се јавува нон-стоп партнер. ти баш сакаш ли да ти се јавува партнерот? Не нон-стоп баш. на телефон? Ама По ликот. Елиде, знаеш зошто е така? Да не се Затоа што претерува. секој си го сака Не. недостигот, тоа што му недостига. Така е, Жена ми не веројатно, ми да. се јавува никогаш. Се ја поздравува мене во овој момент. Многу ретко ми се јавува, така А си се да... замислил некогаш ти да речеме да го анализираш тоа зашто не ти се јавува, да речеме ти се јавуваш повеќе од Јас знам неа? зошто не ми се јавува, затоа што е Не преокупирана е со децата својствено тоа дома, за неа. значи Добро, тоа баш И и не е технологија, причина. Може би е таков тип. Технологијата Да, дозволува таков вид на Контролирање. фреквентна комуникација која може да прерасне во Болест. контрола. Порано И во во старо болест да време, прерасне, да. мажот кој ќе заминал со конјот некаде во војна или во борба, Не е достапен. немало мобилни тогаш. Секако не е достапен, па Предплатникот да. не е писмото не знаеш достапен. каде да го Ама платиш. имаше па повеќе дражба од Ни тоа. писма, ни ништо. Кога ќе Ама влезеш нештата дома го да прашаш чекаше дали ме тогаш бараше по 10 некој, години го чекале жените. Да. Кај смеела жената да помисли нешто лошо? да, ама Да, кога не сум може имала сега симпатија или дечко си и кога ќе пошол сум дошла дома, извини баш до што некаде. прекинувам,
и ќе влезев дома ќе прашав ме бараш или некој ќе ми кажа дека симпатијата ме барала или дечкото. Како да ви кажам, многу поголема драж има, него ето стига ти во тогаш секој сите момент знаат кога дека те си- бараше симпатијата, нели? Не Да. само ти да читаш порачиња. Да, ама Така, на поголема телефон. драж имаше, него стига во секој момент. Да, нели, има, да се- секој време случај, носи да. некои своји предности или некои своји Претерана аномалии. комуникација не е добро според мене. Така, ајде да ги чуеме ние гледачите што мислат на темава. Дали навистина сме ние толку многу различни? Дали навистина некогаш дозволуваме да си направиме филмови кои ќе не однесат не филм, цела серија да снимиме со нашите филмови кои знаеме да си ги направиме, па зошто го нема, па зошто многу ми се јавува, па зошто вака, па зошто така, па зошто и лајкна на таа Со на која заглави? Facebook секој ден и лајкнува, секоја слика ја лајкнува, или зошто, А да тука во речеме, лекнувањето има нешто. има во лекнување. Да. Те чекам. Ствари најмногу има Тука. можда да ти кажам. Тука те чекам да ми кажеш, јас дури Има познавам. нешто. Јас дури познавам некои парови каде што момчето и забранува на девојката да има толку машки пријатели, значи нема потреба, има да ги бришиш бре од листа, сите Господе еден по Боже. еден, вади ги од листа, ќе си оставиш таму само женски пријатели. Посигурно Така да има Тама е секакви многу нешта. широка. Многу е Долга и широка. широка е ова. Ајде да видиме ние дали имаме гледач на линија, да си го поздравиме и да се го праша чуеме неговото зашто мислење. фати Добар ден, во програма сте. Добар ден. Кој ни се јавува? На телефон е Ане, од Кисела да се јавам. Пред се среќна нова година на сите, ви честитам божични празници и сите празници што следат до месец јануари. Благодарам, Ане, среќно и на вас, да сте здрави и живи и во убаво расположение да ви поминуваат овие најубави празници во годината, Бадник, Божик и останатите што следуваат. Така. Би сакала сега да проговорам или на оваа тема на која зборуваме. Сите четворица што сте тука сте ми неизмежно драги. Значи, вас се обожавам повеќе како писателка. Благоја Груевски го обожавам како пејач секако. Благодарам. Тања ми е врз, а Ѓоко исто. Значи, не би можела да одвојам некој од вас кого го ценам помалку или повеќе. Ајде сега малку да направиме муавет за темата. Јас сум огромна феминистка. И сепак ќе речам дека жените предначат над мажите. Па не сте далеко од вистината. Се согласуваме. И јас мислам Се дека предаваме. баш е феминистка. иднината е во рацете на жените и тоа ми е многу Така драго. е. Жените се по-мирољубиви, по-свесни, по-толерантни. Поборбени се жените. Но друга Жените смисла. се украс на светот, не е Во ли, друга Ане? смисла. На заболекар. Мислам дека мудроста и благоста е кај жените не викаме. и дека тоа ќе гинеколог. превлада и тоа ќе го спаси светот. Мажите не се толку мудри и... Ама што правиме без вас, мажите? Нема шанси без вас. Добро, не. Со нив не, тешко, Тешко без се нив извади уште најлесно. Има сега по-тешко. технологии Тоа нови, е. можете и без нас. Не. Ане, тука сте? Да, тука сум. Извинете што ве прекинав. Секоја успешна жена секоја успешна жена е токму онаа која нема маж покрај себе. Еј, Понекогаш да. Јас мислам дека погледнувајќи нели ке нас во Македонија па и надвор од неа е така. За жал јас имам маж и затоа не сум успешна жена. Немојте така да не разочарувате. Тоа е, Овде може би, имаме, индивидуално. овде имаме дама која треба да ја омажиме. Јас се Не. надевам дека наскоро ќе го најдеме вистинскиот човек за мојата прекрасна Лида, бидејќи само таа ни е во моментов соло. Лидија сака да биде успешна. Лидија помина генерална проба, еднаш се омажи и сега... Успешна. Да. Добро, тоа е веќе друга тема Да. во која ќе се вклучиме некогаш друг пат. Ане, сакам да ви подарам една книга. Еве, прва ми е реставратор. Можете да си ја подигнете од нашата рецепција на Скупи број 3. Се наоѓа еден ТВ. Ќе биде на ваше име напишана и ви посакувам се најдобро, бидете со нас во неделите, затоа што не очекува сега уште еден гледач на линија и ќе мораме да го привршиме разговорот. Важи? Важи, ви благодарам на подарокот, ви посакувам се најубаво на сите И до вас поздрав. оваа година. Благодариме. Благодарам многу. Здравје, а се друго ќе дојде само. Ќе дојде секако. Секако ви благодарам многу. Поздрав. Дали го имаме и вториот гледач на линија? Добар ден, во програма сте. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Тања. Како сте, Тања? Добро.
Од Скопје. Сакам да зборам на темата што е дадена, зашто гледаат мажите и жените различно на некои работи, а пример во случајов е работата како келнерка. Дечко на мажорарка не е дозволува да работи како келнерка, бидејќи у 99% од случаите тие биле први. Зошто ја гледаат мажите обилно таа работа? А па во мое време, јас кога бев малечка, и за сите лица што работеа на телевизија се мислело така, дека се тоа што рече ти. Јавна куќа. Но тоа е Неморални толку личности, дегутантно да. и толку банално и не би го коментирала, но сепак јас мислам дека таа е со погрешен дечко. Твојата Него другарка е зборот. со погрешен дечко и треба да го најде вистинскиот човек кој ќе знае да ја почитува, бидејќи секоја работа е вредна за почит, секоја работа која честно се заработува воопшто нема зошто да се срами, дури и добро се профитира од таа работа. Тања, дали си тука? Да, тука се. Добро, и за тебе имам уште една книга. Куфер со соништа е токму за тебе. Еве вака јас го спремив ливчето за да ти ја потпишам и можеш од утре па натаму или од денеска па натаму да си ја подигнеш од еден тебе. Добро. Имаш уште нешто да додадеш на темата? Кај треба да оставам податоци? Податоци можеш да оставиш во режијата. Остави во режијата, еве ќе те превземат колегите во режија и ќе искомуницираме ако не можеш ти да дојдеш, јас ќе се потрудам книгата да дојде до тебе. Ти благодарам што ни се јави, што се вклучи. Дали може би имаме уште некој гледаш на линија? Немаме. Добро, сега за сега немаме. Многу продолжуваме муабетот, станува жешко. Да. Западник ја одбра темата. Ова навистина ме загрижи. Па да ве прашам дали бевте на Коледе утрово, знам дека не бевте. Сигурно ви дојдаа многу коледарчиња, така? Бевме домакини, не дојдоа многу коледарчиња, мене ми е за тоа и многу криво. Што некако секоја година се намалува бројот на коледарчиња. Кај не беше баш така. Јас можам да се пофалам дека оваа година имавме рекорден број на коледари, дури и возрастни коледареа во наше мало. Дај Боже. Зависи од малото. За убаво нека е, само нека е за убаво. Но она што е моја констатација е дека на сите коледарчиња рацете им се во паричките, не им се во она што ќе им го дадеш за јадење, што значи дека на овој народ му е потребно пари. Па на секого и секогаш секого му му е биле потребно, потребни пари. да. И во поранешните времења уште повеќе на луѓето може да им требале пари. За не може да се гледа така на работите и јас кога сум била дете, кога сум коледарела, времењата биле поинакви, па пак сите но сме многу е броеле неблагодарно кога ти на некому ќе му дадеш храна спакувана во пакетче, со одбрано, со бомбончиња, со оревчиња, со портокали, со се, со јаболчиња и со се она што имаш, да им ставиш и некоја паричка ситна внатре. И кога ќе ги испратиш коледарите, кога ќе излезеш на тераса, кога ќе видиш дека сето тоа се истура на земја, се вадат само парички. Така е. Нели е Тоа жално? сакам да кажам. Таа слика и денеска и многу години наназад ја гледам од тераса и ми станува болно, ми станува навистина тешко кога ќе го видам сето тоа. Има многу луѓе кои страдаат и за храна. Навистина. Како е во Охрид, Ѓоко? Па убаво кажа, се помалци коледари има, но не знам, и ќе се согласам и со Лидија дека од секојаш и моите, еве, јас за моите деца ќе кажам дека не страдаат, никогаш не страдале за лепи, значи баш и убаво живеат. Фала Богу. Али пак ги бројат паричките и се фалат, 200 Толку денари собрав. добиве или 150 или 100. Тоа и ги Значи, радува сите деца во светот. Така. Без разлика Без дали е за разлика Коледа дали се или е така. за нешто друго. Затоа што тоа другото го имаат цело време дома, а ова му е како некоја прва заработувачка Свој во фонд, животот нешто свој. свое. Значи Да, тоа е буџет, некоја личен сатисфакција буџет. Нешто лична. прво свое, да. Ајде да видиме, ние повторно имаме гледачна линија, да видиме кој ни се јавува овој пат. Добар ден, во програма сте. Ало? Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Игор од Нерези. Игор од Нерези. Како сте, Игор? Срекни празници. Фала, свети празници на вас. Благодарам. Малку ни доцни сигналот, но ве молам, зборувајте во телефон, не го слушајте гласот од телевизорот, за да бидеме во комуникација. Добро. Пошто Нерези е далеку од Скопје, па заради тоа касни сигнал. Пешки доаѓа звукот. Имаш сузе прекрасни гости, сите тројца гости лично ги познавам. Може они мене не сега моментот не се Поздрав. сеќаваат. Поздрав и од тебе. Ми ја отвори
свадбата со Милица Джаровска која пееше. Игор на Милица Джаровска. Зетот на Джаров. Игор. Срце. Благословам ние комшија тука, јас со брат му повише се дружам. Да, од Козле. И така, прекрасна емисија, убава дружина. И да ние разубавивте попладниот ручек што е сега падник, пошто Фала, ние Фиго. мораме на 2-3 места паричка да кршиме. Еве сега моментално сме кај моите унереди, кршиме паричка и така. Што има за ручек? Кажи да дојде. Па нормално што има? Риба, охридска. Охридска? Охридска. Ето така. Охридска паструмка. Игор, те молам, кажи ми, дали ти вака во темава да те вметнеме, имаш ли ти чувство дека некогаш тебе и на Милица ви е потребен тумач или некој Толкувач. толкувач? Преведувач. Кај мене и на Фејсбук, а може да проверите, јас сум во брак толку години, еве да не кажам колку, али мене ми е отворена врската. Јас можам кога сакам, онда кога сакам да искача, немаме ништо, немаме никакви Ограничувања? И баш така. ограничувања во никаков аспект, по ништо. Јас значи тврдам дека е така. Пред малку една гледачка ваша или како да кажа, покрај успешна жена увек постои, не Така. треба да биде демек врска, затоа ќе била успешна. Ја не се согласувам. Покрај секоја успешна жена стои успешен маж, може и малце поуспешен маж. И обратно. И дава огромна поддршка и љубов. Така е. Браво. Апсолутно. Така е. Апсолутно. Еден од ретките. Игор, браво, се Многу согласувам. мудро, Да. Да не ве задржавам. одлично, многу мудро го кажа Игор ова, затоа една мудрологија ти поклонувам вака од Матеја. Тоа се бисерите кои јас ги собирав на мојата малечка хирка и ги запишував за да не ми избледат, бидејќи беа нешто што навистина ме фасцинираше за таа нејзина возраст. Поздрав дома и се разбира во некоја следна прилика повторно да се чуеме па и да се видиме. Дали имаме можеби уште некој гледач? Немаме сега. Така, тоа беше третото книгиче за Игор. А убаво ни кажа Игор Јас дека сакам, секако ќе добиеш, гледаш како сте спакувани, врзани ти се со машна. Новогодишна, да. Со машна ти се врзани. Нешто што сакав да ве прашам, особено вас, двајца како представници на посилниот пол. Зошто на моменти, ако премногу посилниот. па посилен сте, физички да, Физички. Умниот. зошто понекогаш мажите, ако многу ги сакаш, ако многу внимание им посветуваш или ако многу се грижиш за нив, тие тоа не го доживуваат дека ти се грижиш или дека го сакаш, туку И мажите се обратно да е- чувствуваат се чувствува како да се одбивност. контролирани, како да ги држиш под контрола. Зошто мажите го имаат најчесто тоа чувство? Жената, да речеме, ќе ви кажам, после малку поинаку тоа го доживува. Не знам за другите мажи, не можам да проценам како тие доживуваат. Меѓутоа, не треба да се претерува во внимание. Мислиш ли дека слободата секој човек треба индивидуално да ја задржи до одредена граница, се Не, па разбира? начинот на искажување на љубов зависи од начинот како кој искажува љубов, како ја манифестира. Некои луѓе ја манифестираат со контрола. Благоја, ти треба на машка страна да си сега. Па јас сум Два на на машка два страна, сме. да. Значи, мажите треба да имаат слобода, жените не. Ма немој. Треба и Пусто жените да имаат- турско. Сега сите Слобода. феминистки ќе ги повикам јас. Да. Треба и жените да имаат слобода до одредена граница, меѓутоа некои работи шегувам. зависи кои жени. Дали е девојка, дали е Па и да е жена, девојка, не Па што значи има дека тоа таа врска? треба да биде дискриминирана затоа што не му е сопруга. Или ако биле дечко и девојка излегуваат сега. секоја вечер заедно, а кога ќе станат маж и жена, тогаш жената ќе седи дома, а мажот ќе излегува. Мислам дека жените воопшто како Зошто? род треба да имаат некој, како да кажам, за нијанса повисок критериум во однесувањето. Например, Мајчински? Не, мајчински, за девојка млада. Не личи девојка млада во 5 сатот да се влечка пијана по улици. Мислам, Па ни но маж таа не го смисла. личи. Па и маж. И маж мислам. не го Меѓутоа, личи, да. кај жените тоа малку повисока таа, мислам, линија. Јас така мислам, така го доживам јас. Можеби не сум во право. Во секој случај има периоди. Не е битно Значи, дали е млада девојка, немажена или жена во брак, тоа е сосема исто. Да. Жените јас ги доживам како нешто Свето. на некој начин повозвичено. Затоа го велам тоа. Не дека се тие подценети и подчинети. Напротив, те повисок статус им давам јас.
Затоа што Да, мислам жената ја дека има таа улога на една светот. жена треба да биде поприбрана така. Ова карикирам ја сега со пијанчење. Мислам дека жената треба да биде малку Зашто не позаштитена. сува морално? Поприбрана. Тоа така јас го замислувам. Да. Имаме гледача, да го чуеме гледачот. Джулија, ти памтиш што сакаше да кажеш. Добар ден, во програма сте. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Од Битола се јавуваме. Така. Се јавувам во врска со темата, зашто една иста работа жените ја доживуваат на еден, а мажите на сосема друг начин. Да. Конкретно мислам дека жените се поинтелигентни, побрзо размислуваат, за да исто таа жена биде стварно успешна, сепак навистина треба да има маж покрај себе. Мислам дека тогаш ќе биде уште поуспешна. Браво, така си. Па се што е во природата убаво оди во пар, така нели? Никој сам не останал и да... Гледачката претходно што го констатира тоа дека за да една жена биде успешна треба да биде соло, не се согласувам. Не мора да значи дека треба во брак да биде, значи секој на различен начин го доживува и бракот, но сепак за да биде една жена успешна треба, мислам, да стои еден маж покрај неја. Така. Така си. Се согласувам. Мислите ли вие дека мислењата на мажите и на жените многу често не се поклопуваат и доаѓа до непотребни недоразбирања заради нивните различни погледи на живот? Да, доаѓа од причина што има мажи кои што, ете како и гледачката претходно, забрануваат од типот на не смеш само да работи затоа што ќе бидеш ваква или таква. Мада, во денешно време жените се толку емансипирани, толку напредни што нема потреба баш од такви сцени од типот да забранете ми е таму да работат или ваму да работат, значи секоја една работа си, ако ја работиш поштено, нормално дека нема да постојат такви работи. Така. Може и да не работи истата таа жена и да ги прави тие работи да биде непоштена и Така е. Може и да биде домаќинка, како што рековте, ништо да не работи, а да не биде баш морална. да. Ви благодарам за јавувањето. Дека сепак за да биде успешна една жена мора да има покрај нејзе. Да. Мора да биде да има љубов. Една жена мора да има љубов за да се почувствува цела, бидејќи жената научно е докажано дека на прво место пред се друго ја става љубовта. Зошто е тоа така, ќе ви кажам малку подоцна. Не ми го кажавте вашето име за да знам кому да ја книгата да го имаме добро. Значи за гледачката од Битола оди книгата Не вели збогум. Ви благодарам за јавувањето и се слушаме некој следен пат. Имаме уште еден гледач на линија, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, убав ден да си поминиш. Дали ќе може да поврзиш? Да, ве слушаме, повелете во програма сте. Ало, добар ден, госпего. Добар ден. Ние се ваме од Охрид, од селото долу во Кочери од Охридско. Убаво. Одлично. Ало, Имате ли снег во Лакочере? овде е селото долу во Кочери, Гоце Стефановски. Благодарам. Ovo je pozdrava novinarkата, Господ здраве дай. Нема снег, да ти кажа е пътено нашата колежка, ваша новинарка е наша охриянка, нашия пивач. Да, слушајте ме во слушалката, ве молам. Да ти кажам, и се гордеам со нете, и со вашиот Господин Владо Груевски. Фала, поздрав и до вас. Ви благодарам многу. Момент, почекај. Ви благодарам многу за јавувањето. Уште една мудрологија имаме и за вас. Слушам ти кажам. Господо, ја го потено, го сакам Владо Груевски на село. Тој е наш охриганец. Од предпој е нашиот град Охрид. Дебар во сите градови и нашата песна. Ѓокови охриѓанец. Јас се гордеам со Владо Груевски на место и со вашите гости што се пријавени вашите... Ви благодариме. Прво ви почитувам и вашите гости љубов, среќен ден на вашите пратници да си почитувате.
Амин. Фала, И на вас фала. исто. Фала многу. Да сте ми здрави и Поздрав, живи. големи на вас, Поздрав среќни во празници. Лакочереј, поздрав во Охрид. Ете така, подаривме книга и на овој гледач. Дали може би имаме Како уште некој гледач на благослови. линија? Баш. Немаме Од срце. сега. Одлично. Сите сме од Охрид по муаветот. Така не, и мене многу често пати знаат Па и да ми не е речат лошо, Охрид дека сум е од многу Охрид, убаво ама место. немам Јас прилика. сум од Струга. Ти си од Струга, да. Опозиција сум ја, да. Значи не си сам, извини. Така е, така. Да, не сте сам. Да. Малку го разбрав господинот и се извинувам и жалам што е така. Таква не Јас беше. го разбрав се, Ти кажа, го разбрав ако се? преведам. Не, во Лакочереј темата кажеш. ништо не кажа Лакочереј е господинот. малце не испоено со Охрид. Некај како да кажам, После Охрид. пред Охрид, значи може и пред Охрид да се влезе, ама главниот пат се влегува во Охрид, па се оди за Лакочери на кај лева, од лева страна, значи кога така. гледаш од Скопје на кај Охрид. Да, да. Ке ти кажам кога Да, кон Битола, да. За сите овие наши луѓе, гледачи кои што редовно ни се вклучуваат, денеска ни се вклучија само од Скопје и од Лакочери, немавме. И од Битола имавме гледачка. Што да им подариме ние вака Али една... жената што наметна муабетот со Со кој? таа е главна тема, значи дека не треба жената да има маж покрај себе ако сака да биде Феминистката? успешна. Феминистката, Првата, значи таа ја- алалда е ни наметна тема што секој кој За да се да е јави успешна не треба да има маж. Не е тоа варијант. Јас не се согласувам. Не се согласувам. Не се согласувам, иако Има многу успешни жени што имаат мажи. после неуспешни Ако жена е бракови, сакана, почитувана и исполната жена може Ама се. можда грешка ја Крај на разбравме жената, приказната. можда Може мислела погрешна за маж дома, а не да нема маж покрај себе. ето, Сеа. чакне. Тоа не ја прашавме. За по Видете дома така да, за сега, по да. надвор не. Дај да речеме некоја песна сега. Ајде. Ајде, кажете која. која некоја бажи Фелис Навидад дадов идеја. Фелис Навидад ја кажеме, Фелис ама не е ја реков, македонска. да. Македонска песна сакам да си ги поздравиме денеска потсети на некоја на ти. Бадниковата трпеза. Некоја убава стара македонска песна, ајде. На пејач најтешко да му кажеш ај речи една песна. Да. Што да Во правам, што моментот да значи чинам. најтешко. Така. Може. Па спореме со Ајде. сузе кој да е Затоа што ние главнист, немаме желби значи. музички. Ајде баже. Ајде, баже почни, ти ни Што да правам, правам, што да чинам. Јас ќе пратам. Што да правам? Што да чинам? Што да чинам? Кога е лоша, Мајка ти. Го Но, одбравте кај е најдена муавет. таа песна? Не. Ајде друга, Сузе, одбра. ајде друга. Јас така ми дојде прва, таа ми Ајде дојде. нешто за нашава река овде сега полна со вода што е. ајде. Среде Скопје Вардар тече, Вардар река распеана. Ој Вардаре македонски, од извора дур до Солуна. Ој Вардаре македонски, ти ја красиш Македонија. Браво. А сите сме малку Каква Сме четворка сме. малку разнични поише. заривани. Треба да се Зарибано. навежбаме, ама додека ние да се навежбаме Добро, дуа се тоа е акустик. спонтано, Да ја се пак менува сакам тука, што рече. Спремни, Џули и Дарко се спремни да ви подарат уште една numera во ова прекрасно неделно попладне. But seem crazy, what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that goes space. With the air like I don't care, baby, by the way. 'Cause I belong if you feel like a room without the roof. I belong if you feel like happiness is the truth. I belong if you know what happiness is to you. I belong if you feel like that's what you want to do. How about you talking this and that? Give me all you want, don't hold back. I
I should probably warn you, but just fine. No offense to you, don't waste your time. Alright, 'cause I'm clapping along if you feel like going down the road. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't nothing. Bring me down, love is too high. Bring me down, can't nothing. Bring me down. Bring me down, can't nothing. Bring me down, love is too high. Bring me down, can't nothing. Bring me down, 'cause I'm not alone if you feel like going down the road. Not alone if you feel like happiness is the truth. Not alone if you know what happiness is to you. Not alone if you feel like that's what you want to do. Happy, 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 happy. Bring me down, came nothing. Bring me down, love is too high. Bring me down, came nothing. Bring me down. Bring me down, came nothing. Bring me down, love is too high. Bring me down, came nothing. Bring me down, 'cause I'm not alone if you feel like going down the road. Not alone if you feel like happiness is the truth. Not alone if you know what happiness is to you. Not alone if you feel like that's what you want to do. Not alone if you feel. Not alone if you feel. Not alone if you feel. Bring me down, came nothing. Bring me down, love is too high. Bring me down, came nothing. Bring me down. Bring me down, came nothing. Bring me down, love is too high. Bring me down, came nothing. Bring me down. Одлично изведено еден голем хит, ви благодарам Джулија Акустик. А сега едно добар ден и се извинуваме што не чекавте цело време. Имаме гледачна линија кој што не чекаше уште пред да ги поканиме Джулија Акустик со песна. Ајде да видиме кој не чека на нашата телефонска линија. Добар ден, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Добар ден, се јавува Кридас од Скопје. Среќна нова година. Среќна и на вас. И на Све на на јубаво. мажите и на жените. Благодариме. Така да ништо беше тема, беше меѓу полова толеранција или ништо да не сум грешка. Не, зошто една иста работа жените ја доживуваат на еден, а мажите на сосема поинаков начин? Дали е тоа често и зошто е тоа така? Аха, така да. Во права смисла се изрази пејачот Благоја Груевски, дека се онака баш различни, според мене, два различни света. Сега може не се од различна планета, ама се може би различни нели полови. Сигурно и апсолутно различно ги доживуваат работиве. Предпоставувам дека мажите секогаш
нивната емоција осцилира многу повисоко во однос на женскиот дел, во однос на жената и пошто нели некако се посилни, но од друга страна жената има моќ да ја смири таа емоција и некаде, како што кажа пак, ќе цитирам Благоја, да се најдат некаде на средината. Да се најдат некаде на средината, така да не дека се жените попаметни или мажите едноставно треба, мислам, темава не е баш онака, нели, не треба да забегуваме во некој правец дека тоа што различно ќе сваќаме работите, мажите и жените, треба да се оди кон некоја нетолеранција меѓу Да, или дека е пречка тоа, да. Да, не треба да се оди во тој правец. Сега, нормално, ако се опрашање, не знам, други морални вредности, не знам, деца и така натака, тоа се сериозни работи, но во секој случај, општеството денеска како што е некако многу подинамично од порано и мислам дека поминовме низ еден долг период од 20-30 години после распадот на Југославија и така натака, каде што стварно и мажите и жените имаат една тешка задача и чисто се јавувам за оваа година, член сум на групата за поделено старателство. Сакам да има повеќе толеранција, сакам да се следат работите, не знам, на некој начин и да има повеќе разбирање оваа година меѓу двата пола. И Одлична порака. Да немам никако многу разбори, тоа ми е Одлична ви е пораката и во вистинско време на почетокот на годината. Многу ви благодарам за сите овие зборови искажани. Еве и за вас ќе биде една од книгите Невели Збогум, значи можете да си ја подигнете овде на адреса на 1 ТВ на Скупи број 3 или оставете контакт телефон во режијата, јас ќе ви искомуницирам и ќе видиме каде треба да ви се достави книгата. Дали можеби имаме повторно уште некој гледач на линија? Немаме. Да. Тоа беше гледачот кој не чекаше за време на музичката пауза. Кога ви кажав пред да ја проследиме музичката numера, дека жената научно е докажано дека љубовта ја става на прво место, пред се. Значи, многу бројни студии се правени на психолози и психотерапевти кои што работат на машко-женските проблематики. Помеѓу нив една и Барбара Де Анджелис, која навистина има долгогодишна пракса со брачни парови кои доаѓаат во големи кризи, но пред да одлучат да кажат збогум на разводот, мораат да поминат низ некакви сеанси, разговори и така натаму. И таа има дојдено до многу голем процент на такви заклучоци дека воглавном најголема пречка за тие неуспешни камен на патот за тие неуспешни парови кои доаѓаат до развод е нивното различно толкување на една иста работа. Значи, кај жената, конкретно Барбара докажала дека ако на жената во љубовта и е секако што треба, не е проблем ниту работата, ниту хобито, ниту деца, ама со ништо да се соочи, бидејќи жената природно е мултитаскинг. Таа може се да направи. Убаво каже, Баже Преска имаше една убава многу реченица дека жената е на малку повозвишено место, баш заради таа нејзина умешност. Додека кај мажот, не затоа што тој е маж, едноставно така се поставени нештата во биологијата на мажите и на жените. Кај мажот вика, ако работата му шкрипи, или ако во бизнисот или професијата или во кариерата нешто му отиде надолу, кај него ништо не може да функционира. Ни љубов, ни ништо. Просто тоа се различни гледања на животот. И заради тоа, тука жените се разочаруваат многу дека тој не ме сака. А не дека тој не ја сака, туку дека тој има сега во моментот многу поголеми гајлиња од тоа да ја сака неизе. Дали сум во право? Во право си, значи, све што кажа право. Жената и банкрот и се ќе прежали само љубовта да ја цвета. Нема проблем, само таа да е се пеперутките да се живи. А љубовта и кон децата истото. Да, за се буквално. Не само према мажот. Сте се нашли вие ли некогаш во такви некакви моменти, иако на сите нас во кариерата ни оди горе-долу, на никој не ни оди секако подмачкано? Па нормално, тоа што се случува на деловен план во работата се одразува и на психа и на веројатно
и во семејството. Нормално. Затоа велат дека треба работата да се чува надвор од дома. Ама како да ја оставија пред чергиче, не можеш работата, не можеш Така. тигаилињата да си ги оставиш Така. надвор, некогаш мораш да си ги земеш со себе и да да се ги носиш. споделиш со некого. И да ги споделиш. Разговарате ли за вашите... Најблизок за тоа споделување е тој што ти е дома. Тој што ти е на перница, на иста перница со брачниот кого партнер, спиеш. другар, животен сопатник. И тој е најблизок и затоа со него се споделуваат такви Но и не добри баш сите. и недобри. Јас не. Например, ево, во нашава заедница тоа дома сакам да не, кажам. значи, не се разговара за мојата работа. Или за работата на Со сопругата. кого ги споделуваш? Имаш ли некој пријател, близок, другар со кого ги споделуваш проблемите или можеби точките кои се Обично, деликатни? пошто сега сме, нели, јас работам со група, со мојот бенд од Охрид, обично тие работи ги споделуваме меѓу нас. Значи, проблематиките со работа, ете, мојата работа, како, можам слободно се наречам, тезгар. Пошто све се сведува нашава музика Уметник на... во движење така, се вика да, тоа. уметник во движење. Така. Има проблеми, не дека нема, али мислам дека тоа не треба дома се носи со сопругата и не ни треба тоа да се разговара. Тоа е Значи, огромна умешност мислам, и добро, способност. додека си дечко и девојка, може би ќе дојде ред да се направи за тоа муабет, но кога ќе се родат деца, веќе тоа се занимарува и Од све се... домашните обврски немаш ни време да дискутираш. значи, Да, но така. доколку таа забележи, а ние жените имаме огромна интуиција, пази, ние можеме понекогаш дури и мисли да читаме ако многу се сконцентрираме. И ние можеме, и Но ако маживе. таа забележи дека ти си одсутен, збори. загрижен, дека ти не си тој истиот од вчера, кои знае какви филмови може да се направи. Тука доаѓаат Така е, клучните така е, недоразбирања и од тука поаѓа се филмот кој си го Да, прави. мажите во секој случај не се и замараат многу да анализираат. прават филмови Да, многу. не анализираат сега расположена сега не, значи нас и не ни е така многу. Зависи. Ако има добар филм и ако Добар слушаш е добра ручекот музика, го ако е добар направила. ручекот, значи нас ти е полна капата така Љубов да иде супер. преку Лиде, желудец, кажи така да нешто, не. Лиде. Јас се размислам дека вие дискутирате на оваа тема, како ли моите размислували и за што разговарале. Кога се двајца во иста професија, Да. не може да не разговараш. Да, штом се уиста професија, Значи, мора на да иста, разговараш да. за тоа. Сето Тие дека се разговарате... тотално- Тие Да, се фактички колеги. кога се Огледало различни еден на друг. професии, Да. така е. Само 55 години брака, да не зборам Само татко толку, ми да што се века живи и преку здрави ден. уште толку да си дочека. Братство на вечер единство. Амин, дај Боже сите да си дочекаат, меѓутоа тоа баш ми падна сега нели кога е различна професија, дали си ги носиме дома проблемите, дали ги дискутираме Тој се со морале да ги носат. партнерот. Хајде да ги носиме, Мора, ако не така. ги носиме дома. Имаме гледач на Морала. линија да го чуеме и него. Добар ден, во програма сте. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Ево гледаш Скопје. Драго ми е. Најнапред поздрав до водителката и до гостите. Благодариме. Среќни празници. Срекни на вас. Благодариме. Исто и на вас. Да. Во однос на темата сега многу интересна, Козовска. Значи, суштината на проблемот маж и жена лежи по природата на човек. Што значи дека мажите се создадени со една намена и една функција. Жените со друга намена. Меѓутоа, едната половинка не значи ништо. Што би бил успетот без другата половинка, не? Да. Значи, кога тоа заедно ќе се спои во една целина, тогаш имаме хармонија и имаме добри однос и, како да речем, позитивни ефекти. Така да тоа е сосема јасно, јас сум малку прагматичен, тоа е реалното, а што се однесува до емотивното, во тој дел сум сосема поинаков, за тоа друг пат. Сакам да искористам приликата за музиката. Имам забелешка не на гостите, туку на целата наша и нашите јавни медиуми, што песните македонски што се од 50-60 години, да не ги спомнам Падев, Тариевски, Васка и така натаму, значи многу малку се репродуцираат, а мислам дека се тие едни од најдобрите наши македонски песни, што треба да се повторуваат. Немам ништо против и ново компонирани, не? И нови, да се знае дека е ова ново време, меѓутоа мене, поготово што јас таму памтам, кога ќе беа сватби, веселби, па потоа коровите кои ќе почнеме, само тие песни уште ми стојат во памет. Така. Господинот Благојче исто така ги интерпретира
И секогаш го слушам кога е по прилика да ги пее тие. Ви благодарам за јавувањето и за вас имаме една Невели Збогум книга која исто така можете да си ја подигнете од просториите на Еден ТВ од денеска па натаму. Само оставете го вашето име и податоци во режијата. Ете, ни се исклучи овај гледач. Ајде ние по една наша македонска песна или макар по еден рефрен да им отпееме, чисто вака да ги поздравиме со некоја од вашите песни кои што можеби најмногу Па еве да ги поздравам сите гледачи. Да им дадеме Да им предност го на дамата. разубавиме, бадник. На Лидијата. Сеедно. Значи, апсолутно нема везе сега. Демек да не е дискриминација, еве, ние први или дамата прв. Сеедно, значи нема врска, апсолутно нема везе. Јас прв седам тука од оваа страна. Од тебе. Би сакал да ги поздравам со една песна. Сите, значи не ги двојам мажи и жени, сите ги поздравувам со една песна љубовна, се вика Ако некогаш, само рефренчето. Те сакав вчера, те сакам денес, ке те сакам утре, се дур сум жив. Морав да дојдам, кога најмногу ти требав, без да ти кажам ниту еден збор. Инаку оригиналот е морав да одам, меѓутоа јас ја пеам сега на поубав начин, морав да дојдам. Убав текст, преубав. Да. Лида? Не можам сега после бажа да пеам, ај пеј, после ќе пеам ја. Концентрирај се. Уш убаво ми дојде. Јас ќе го испеам мојот, ако може, мислам најпознат рефрен. Мојот. Оди вака. Градина со цвеќе, среќно мало дете, со очи ко твоите очи. Градина со рози, насмевки и солзи, се што сакам јас да имам со тебе. Невидена, значи, многу ве сакам двајца. Прекрасно. А и ние да те засакаме тебе, ај. Верувај, премногу те сакам, за тебе се би дала, ме чуваш ко да си ангел мој, ангел мој. Да најдов тебе љубов моја, сигурна сум веќе ти си тој. Браво. Браво. Сега и ние те сакаме тебе. И ние. Ја уште поежам. Ние пред тоа ја те сакавме. Колку свадби имаш отворено со оваа песна? Значи, јас што сум броела 500. Да, до 500-та броев, после више не сум броела. Рачунете, тоа беше пред 2 лета, 2016-та. Па 2,5 години има како сум престанала да ги бројам. До 500-та застанав тоа, значи сигурно имам едно. Стигнуваш ли секаде, ли да се оглед на тоа и дека работиш, дека имаш и редовна работа? Се трудам, имам и навистина прекрасни луѓе на работа кои што имаат разбирање кога станува збор за настапи. Така да имаат флексибилни се и навистина имаат разбирање. И им благодарам за тоа. Пред малку таткото и мајка ти кои се живи легенди на Манифико, бендот кој има култно место завзема во македонската музика. Иако не беше тоа македонска музика, но сепак беше македонската македонци сцена. кои што изведува кои што ги знаеше за Манифико, знаеше светот. Се музицирали се уште понекогаш во вашиот дом? Секогаш. Поготово на денешен и утрешен ден и за Великден. Скриена камера да наместиме сега додека се вратиш таму? Да, обавезно не трпе за се пее. Значи, поготово, утре, за Божик. Има една роденденска песна која што сите ние знаеме, меѓутоа во превод на српски. Estas solas mañanitas, само još jedan dan живота, да. Само што е оригиналната шпанска, не? Да, е роденденска песна, да, на шпански. И како оди на шпански е вака подсет? Estas solas mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, de las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció
y a los pajarillos canta, la luna día se metió. Браво. Преубаво. Браво. Преубаво. Продолжение на целото тоа, меѓутоа прекрасна песна. Стварно и баше со на вистински ден. Да. Како беше Хозелито? Хозелито беше момчето од тој филм. Да, Хозелито мислам Мајко дека слушнија беше, мојата да, моите песна. повеќе знаат, да. Баше се пеели во вашиот дом за Хозелито празници? Деспасито. Хозелито Деспасито. Се пеели ли во вашиот дом за празници и што се пее? Па се пеело кога бев ја мал кај моите во мојата фамилија се пеело. Пееше мајка ми најчесто. Има убав глас. Утре е роден ден. Нека Живе е и жива и здрава. здрава. Жива и здрава. На прекрасен За ден. Божик е родена и така се вика Божедарка. И има преубав сопран, меѓутоа не е експонирана, нормално не е пеела. Не стигнала на ред, Само ради да. оние причини. Дома, она пееше. Мажите Има пее во гости и вашата пее, и фамилија. гостите. Пеа разни песни. Имаше една песна која ја пеа, која била омилена на мојот дедо, кој не сум го, за жал не сум го запознал. Одамна е умрен. Дури и татко ми бил мал кога умрел тој. Ајде, која ми те лаже, миле бре. Како оди таа? Ајде, која ми те лаже, миле бре, во горната мала, миле бре, во горната мала. Ајде во горната мала, миле бре, поповата куќа, миле бре, поповата ќерка. Браво. Лепота. Одлично. Јоко, имаме уште еден гледач на линија. Потоа ќе ти го дадам тебе зборот. Ајде да чуеме кој го веројатно и за последна пат ќе имаме можност да вклучиме гледач во ова неделно поплане. Добар ден во програма сте. Добар ден, Сузе. Добар ден, кој ни се јавува? Чичко Благоја. Чичко Благоја, па каде сте 10 години, ако не и повеќе не сме се чуле. Како сте ми добри? Одлично. Гласот не ви се променил воопшто. Чичко Благоја беше еден од моите најредовни гледачи кои што почетокот на 2000-та, 2001-2002 година ми се јавуваше редовно во програма. Браво. Како најпрво сакам да ви ја честитам новата година. Благодариме. Благодариме. Живе здраве. На сите гости во студиото, а на вас највише. Ви благодарам многу. Среќна и на вас. За темата не се јавувам, само сакам да ве поздравам и да ви честитам празниците. Благодариме. Многу ви благодариме и ние за вас имаме една книга, нека биде мудрологија, еве знам дека имате внучиња и верувам дека ќе уживате. Оставете ги вашите податоци, поточно ние се имаме и на Facebook со Чичко Благоја. Имаме така. Ке си се договориме како да ви ја доставам книгата. Секој е Нема добро, проблем. уживајте во празниците. Ви благодарам за јавувањето. Ѓуко, ти кажав не е случајно дека тебе ти го давам зборот после вклучувањето на овој гледач, затоа што од секогаш сум се фасцинирала на тоа колку твојата боја подеднакво звучи, гласот твој звучи кога пееш поп песни, кога пееш македонски мелоси, кога пееш забавна и кога пееш народна музика, некоја изворна. Не знам во колку прилики, во многу прилики сум имала можност тоа да го чуем. Но гледачите можеби и не те слушнале често како пееш некоја македонска песна народна. Па затоа би сакала сега вака нешто да оправиме работава на народно, затоа што во другото си докажан, предокажан. Народно кога треба да пееме, фаќа трема искрено, затоа што нели, затоа и не ти покрај мене имам Да, нема. Тоа ја имаш. Пејачи, Не тоа е грижи и на се. македонската народна Не грижи се ти музика. за него. Не. Одбери можеш се. некоја, Ти дали можеш ќе се. биде Охридска, дали Ти ќе можеш биде се. песна Омилена моја. која ти е Охридска. омилена. Праша ли тинке мајка ти џанам? Праша ли тинке мајка ти? Дал ке те даде за мене џанам? За мене Ѓоргија Бекрија? Дал ке те даде за мене џанам?
За мене Ѓоргија Бекрија. И така. Така надолу. Ова е песна што нема рефрен, уствари. Да. Така. Како песните Има на строфи, Елвис Пресли. еден тон. Ѓорѓи прашало џана. Така. Многу убава и многу убаво се пее двоглас, навистина. Али Ѓорги мора да ја упраша. Абе, затоа си ја сакам, видиш. затоа. Ѓорги е Јас тука. имам снимена оваа песна со Сузана Гавазова и во песната само јас ја пеам овој дел го пеам и целата песна после си пее она. Вика ајде дует да пееме. Што дует првите два стиха јас после цела песна си испеана. Добро, она е Тинка, ти си Ѓорѓи. Да, Ѓорѓи што? Значи јас Ѓорѓи само прашувам Тинка дали ја праша мајка ти, да. Ако е прашала, добро е. Значи ги трошиме ние последните 9, 7, 8 минути некаде се тука до крајот на денешново скратено, малку скратено неделно попладне, заради тоа што така ни налага денеска програмската шема на 1 ТВ, но тоа не значи дека немаме уште што да си споделиме. Онолку колку што ни дозволуваа приликите и условите, трпезата која ни е скромна, ама ни е од срце подготвена овде, значи се во духот на Бадник, во духот на овие најубави зимски празници христијански, кога целиот православен христијански свет го одбележува Бадник и утрешното Христово раѓање. Ви месив леп. За убода. Ви замесив леп. Мал е, ама ви реков од срце, јас го замесив. Раците да ти се позлатат. Аминчедо. Браво, Да си жив Беджона, и здрав. Го делиме, значи, на нас четворица, се разбира на Господ едно парче и на нашата куќа. Нашата куќа е 1 ТВ. Куќа која допрва ќе го земе својот вистински сјај и ќе им покаже, како што веќе им покажува на сите останати, што значи телевизија и што значи медиум кој навистина обединува се во едно и медиум кој што навистина ги отвори ширум вратите за сите луѓе да можат да си ги искажат своите волји и неволји на еден многу помодерен, на еден многу пософистициран и поурбан начин од сите останати медиуми. Значи, едното парче е на Господ, едното е на телевизијата. 4 се наши. Ве молам, свртете 3 пати, бидејќи сте најблиску до Джолеа и Тања, Лиде ти, Тања, ме мисли сестра ти. Значи, свртете вака 3 пати. Земете си по едно парченце за вас. Ќе оставиме на страна, имате таму и салфетче, да не го ставаме лепчето на маса или со раце. Да земе, ево ова е мој. Земете си по едно парченце. Ајде, земи си го. Мојот? Ево ова е мој. Ево ова е мој. Добро, ајде, Джоле. Најголемото е моје. За Сузе. За Сузе. Еве вака, ова ќе биде за Сузе. Го имаш обележано ти. За телевизијата и последното ќе биде за Господ. Еве вака, ова е значи за Господ. Ова ќе биде за телевизијата. Ај прво Сузе да види. Ајде. И јас го видов од телевизијата е. Во телевизијата е? Браво. Не, тоа е твое. Или тоа е твое? Браво. Ова е во телевизијата. Супер. Значи, Супер. 1 ТВ Просперитет, како беше песната? година Браво. која што сум Песна на сигурна, Фелис баш Навида. она што го Фелис кажав Навида, пред да. малку, Среќа. дека ќе ги Проспера. надмине сите Проспера. ваши и Ања туги и Фелисида. очекувања и дека за наша среќа 1 ТВ ќе прерасне во нешто многу повеќе од она што е сега, а и сега знаеме што представува 1 ТВ за народот, 1 ТВ за гледачите и 1 ТВ за сите оние кои што беа гладни за добра програма, за добри емисии, за добри филмови, за дебатни емисии и за вистината на дело. Дали сум во право? Сосема. Браво. Честитки. На паричката во телевизијата. Честитки на цела екипа, на цела... Браво. На сите редакции. Јас Што сакам поголеми персонал. успеси понатаму. Да. одлично. И што повеќе музички емисии. Музика. Да, и во живо. Да. И она што го кажа еден од гледачите, да ги негуваме се повеќе оние стари песни од старите мајстори на добрата македонска музика, бидејќи тие селектира, баш е така, нели? И да ги слушаме нив во оригинална изведба, а и нешто да се обидеме да се направи нешто репродуцираме, поразлично, да обновиме. Така. Затоа што треба да оставиме за идните генерации да ги запаметат тие песни. Така. Ѓоко, како се одбележува во Охрид Божик, знаеш ли, Батник Божик, има ли некоја специфика, некоја карактеристика што... Во нашето семејство, значи, не можам да тврдам за настрана, ние вртиме паричка и лепче за Василица. И кај нас во Битола. Исто тоа е, да. И палиме оган исто за Василица, иако црквата тоа го смета за паганство, но ете, останало традиција, така да
Народен обичај. Обичаите се посети. Народен обичај и палиме на Василица затоа што сега се пости, а на Василица можеш да си попречеш и колбавче. Така е. Така е, се пости. И да се напиеш винце. И да се напиеш винци. Така да тие се обичаите. Во Скопје од секогаш се вртела паричка на Бадник. На Бадник. Да. На Бадник, така, колку што паметиме. Лиде тебе ти ја местеа паричката од секогаш? Од секогаш, да, ме лажа дека ми е, да. Ве молам, дајте ми ја мене паричката. И кај да ја заврти се Невен, ајде, еве ти ја паричка. Да, многу се радувам, значи на се радувам. На Елка се радувам, на различни бои се радувам, на Дедо Мраз се радувам. Јас сум ти едно големо дете во душа и никогаш нема да пораснам. Така. И заради тоа може би ме лажат дека ми е паричката мене. Ти само биди ми вака распеана, насмеана, како што си денеска и за ништо не грижи се. Кажавме дека не само на гледачите, туку и за вас имам подароци, кои што секогаш се трудам да се заблагодарам на моите гости за нивното доаѓање. Сите ви спремив по нешто различно, ќе се ги презаскажуваме кога ќе се видиме следниот пат. Джоле повели, тоа е некој дел од моето творештво. Ќе читате и се што не сте добиле, ќе добиете некое следно гостување. Им посакувам на сите наши гледачи убава Бадникова вечер, без лутање каде ќе падне паричката. Бидејќи среќата е во нас самите. Најмалото сегогаш се лути, ама до. Така, среќата е во нас самите. Ако сме со себе, а верувам дека сите помалку или повеќе се обидуваме да бидеме прво со себе, затоа што ако не сме со себе, кој би сакал да биде покрај нас? Имајте убави празнични денови, внимавајте, температурите се многу минус, не знам дали се уште надвор врне снег, но знам дека до моментот пред да влезам во студиото на еден ТВ надвор во Скопје врнеше снег и верувам дека така и ќе продолжи, барем и овде е убаво да ни забели и убаво да ни ја комплетира целосната атмосфера за Бадниковата вечер. Се гледаме наредната недела во истото време, вам ви посакувам прекрасни денови и сите планови кои си ги замисливте за 2019 да ви се остварат. Амен. Дај Боже. Да биде така. Ако не повеќе на 60% нека се остварат. Така. И се разбира, драги мои, бидете ми во добро расположение, уживајте со вашите најсакани и не штедете ги чувствата и емоциите, бидејќи животот е навистина еден. Воедно и ве поканувам вечер во 21 часот да го проследите прекрасниот Бадников концерт на нашата мега звезда Каролина Гочева и верувам дека вечерта ќе ви помине во најубаво можно расположение и секако не ја менувајте фреквенцијата и по завршувањето на денешното издание. Довидување.